што ја гледате пред вас всушност е реката Брегалница и да си замислиме дека имаме тука две соседни општини. Инвестирам во промоција на туризм. И мислам дека ќе изберам опцијата за мониторинг. Одлично. Добре, значи имаме 4 за туризам и една пара за мониторинг. Го продолжи ботанското производство и градирањето на козловите, затоа што сакам да биде промовирано и исто така доколку има можност би сакала на нашата општина да се покрене иницијатива за заштита на подрачје. И така би има да се преговори профит и поголем успех. Овој пристап е многу интересен и многу прифатлив за оваа возраст на ученици, бидејќи не само што гледаат како се менува биодиверзитетот, меѓутоа гледаат и дека меѓусебно сите улоги се поврзани. Она што ќе го одлучи градоначалникот влијае и на земјоделецот, влијае и на сточарот и на оној што собира шумски плодови. Учесниците симулираат реално што значи да се донесат одлуки во насока на заштитувањето на природата и да им помогне при одлучувањето се со цел да се направи дистинкција помеѓу бенефитот за заштитени подрачја и да се има заштитено подрачје и да се нема заштитено подрачје. Научивме многу за некои одредени поими, доста се информиравме и самите можеме сега да се активираме повеќе во заштита на природата, па и да ги натераме и другите луѓе околу нас да ја подигнат нивната еколошка свест и да сватат колку секоја поединка значи нешто за заштита на околината. Овој начин на изучување на одредени работи преку практична примена е доста добро, бидејќи така најлесно можеме да ги научиме сите разни бенефити, придобивки од шумарството, од земјоделството, од хидроцентрали, рударство и така натаму. Едно заштитено подрачје, ако има мониторинг, ако има одржливо користење на ресурсите, сето тоа може позитивно да влијае кон развој на туризмот во таа општина или во некоја соседна општина.